Британија. Американскиот оддел за правда започна истрага на истражителите кои испитуваа дали постои вмешаност на Русија во претседателските избори во САД. Поради големи пожари во Калифорнија, евакуирани 50.000 луѓе. Паметно огледало им покажува на потрошувачите како би изгледале во различни парчиња облека. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Истражителите кои испитуваа дали Русија се мешала во американските претседателски избори сега се под лупа. Одделот за правда започна истрага. Новиот развој на настаните му дава можност на главниот обвинител да испрати судски покани до големата порота. Специјалниот советник Роберт Мулер на почетокот на годината во својот извештај за евентуално руско мешање наведе дека нема доволно докази да се утврди дека кампањата на претседателот Трамп соработувала со Русија. Тој сепак наведе дека не може да го ослободи Трамп од наводите и го предаде предметот на главниот правобранител Вилјам Бар, кој рече дека не нашол докази за злоупотреба. Големи пожари избувнаа во северниот и јужниот дел на Калифорнија, поради што се евакуирани најмалку 50.000 луѓе. Пацифик Газ и Електрик го запреа напојувањето со електрична енергија на илјадници потрошувачи со цел да се спречи ширењето на пожарите. Американски сенатори побараа безбедносна истрага за кинеската апликација TikTok, чија популарност во САД расте. Тие окажуваат на можни безбедносни опасности од апликацијата. Серверите на TikTok се во САД, како и во други земји во кои апликацијата е достапна. Собственик е компанија со седиште во Пекинг. Портпаролката на компанијата изјави дека кинеските власти немаат ингеренции врз апликацијата, бидејќи таа не е достапна во Кина. Еуфорична е атмосферата во главниот град на САД во пресред на вечерашниот бейсбол надпревар меѓу тимовите на Вашингтон и Хјустон во рамките на светскиот шампионат. Играчите од бейсбол тимот од Вашингтон ќе се обидат пред домашната публика да го продолжат победничкиот серијал што го почнаа против тимот од Хјустон. Тимот од Вашингтон првпат по 50 години се надпреварува во светскиот шампионат. Потребни му се уште 2 победи за да ја освои првата светска титула. Пред американските фармери е уште една неизвестна сезона за родот, за цената на откупот, за времето. Покрај тоа ги мачи и политичката неизвестност. Кейн Фарабо ги има деталите. Ова е прв ден од жетвата за Джаред Канкл, земјоделец од Илиноис, кој не бил сигурен дека ќе има жетва додека ја садал пченката и сојата на почетокот на сезоната. Од целиот месец мај имавме пола ден за садење. Делови од средниот запад во САД беа зафатени со постојани врнеши, што принуди многумина земјоделци да ги одложат плановите. Некој сосема се откажа. Година условите беа исклучителни. Вендел Шуман обично е обкружен со кафени суви полиња за време на берба. Денес повеќето се зелени и влажни. Ова е второ поле што го засадив, завршив со него и не садев еден месец. Сега многу земјоделци, како Шуман и Канкал, се во трка со времето, да ги соберат културите пред мразот. Таква е оваа година, ништо не беше лесно. Мислам дека вистинскиот збор е предизвик. Марк Гебарц од Бирото за земјоделство во Илиноис вели, трговската неизвестност е дополнителна грижа. Постапката за импичмент за жал доаѓа во најлош момент. Треба да се ратификува договорот меѓу САД, Мексико и Канада, за нас најважно. Судбината на тој договор зависи од Американскиот конгрес. Договорот гарантира пристап до клучните пазари за американските житарки, што ќе помогне за стабилизирање на цените. Но земјоделците сега гледаат дека истрагата за импичмент во Конгресот добива приоритет. Договорот е готов. Имате 3 земји што склучија договор. Не разбирам што прават сега. Исходот од преговорите со Кина исто така ги засега земјоделците. Ги поддржувам мерките против Кина. Тие со години лошо се однесуваа кон нас. Но оваа сезона на неизвестност транзицира во сезона на надеж. Јапонија и САД неодамна подпишаа билатерален трговски договор. Администрацијата на Трамп објави нови предлози за етанолот кој се добива од пченка, а е вклучен во снабдувањето со гориво во државата. Цените на пченката и сојата се стабилизираат. Мислам дека ќе има можности за профит оваа година, но секако се обидовме да елиминираме некои трошоци и да бидеме флексибилни во плановите. Канкал се надева на исплата од Американскиот оддел за земјоделство како компензација за падот на цената поради царините на земјоделските култури, како и повеќето земјоделци предпочита трговија наместо помош.
сабота кон недела стрелките на часовникот се враќаат за час наназад. Започнува зимското сметење на времето. Граѓаните со поделени мислења дали е подобро да има промена на сметањето на времето. Мики Трајковски има повеќе. Стрелките на часовникот се враќаат 1 час наназад. Наместо 3 часот по полноќ според зимското сметање на времето, сега ќе биде 2 часот. Тоа ќе донесе порано стемнување, но и порано разденување. Последните години во Европа и во земјава се води јавна дебата дали е потребно да дојде до прекин на сезонските промени на времето од зимско во летно и обратно. Граѓаните со кои зборувавме се со поделени мислења. Јас да се остави како што беше старото. Исто стално. Што е се 5 месеци назад, 5 месеци напред. Ништо. Разликите се чувствуваат кога доаѓа промената и подолго спиење или пократко. Сепак има разлика и во биоритамот на човекот и во животот. Мене свеедно ми е. Дали ќе биде 1 сат напред или 1 сат назад, не знам зашто што менува тоа. Па тоа го кажуваат по сигурно поразвиените земји, поголемите земји од Македонија. Ние сме навикнати како граѓани со преместувањето на времето и вака јас како граѓанин мислам дека убоси е. И да продолжи така. Лекарите сметат дека менувањето на времето се одразува негативно на човечкиот биоритам, но и на продуктивноста на работното место. Ова како еден виво експеримент го сваќам дека се направи во човештво. Меѓутоа, резултатите што ги гледаме ние во нашата пракса, поготоа ќе зборам за децата, има негативно влијание по мене. Затоа што видите, биолошкиот часовник, биолошкиот ритам се променува. Децата се пораздразливи, не може да го фатат биоритмот на учење, на одмарање. Европскиот парламент во март годинава донесе предлог одлука за прекинување на сезонските промени на времето. Според неа земјите членки би можеле да изберат дали да останат на летно или зимско сметање. Во тој случај, последната промена на времето би била во 2021 година. Од македонската влада велат дека во однос на националната определба околу сметањето на времето престои усогласување на националното законодавство со ЕУ легислативата и од одлуката дали земјава ќе остане трајно во летното или во зимското време ќе биде базирана на детални анализи во која ќе бидат опфатени сите фактори социјални и економски. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Со купувањето преку интернет, традиционалните продавници имаат се помалку купувачи. Со нов технолошки изум тоа може да се промени. Еве зашто се работи. Джулија Беси. Ова паметно дигитално огледало е едноставно. Ги снима клиентите додека испробуваат ново парче облека. Ја чува снимката и овозможува муштеријата да се види себе си во огледало во различна облека. Технологијата е прилагодена на корисниците. Тие можат да ја управуваат со паметни телефони или со движење на раката. Купувачите можат дури и да ги менуваат боите на облеката. Италијанскиот дизајнер и предприемач Салвадор Ниси Вилковски вели дека паметното огледало го измислил случајно. Во тоа време работев на интерактивни дизајнерски проекти и наеднаш добив идеја како да создадам нов вид искуство во продавницата. Пронајдокот им овозможува на клиентите да испробуваат не само разновид на облека, туку и шминка. Променило. Тоа е вистински предизвик, но може да се види дека изгледа автентично. Користиме технологија базирана на пиксели. Ги менуваме пикселите еден по еден и ова е навистина уникатно. И галантерија. Го сканира лицето. Испробувате очила за сонце без физички да ги пробате. Еве јас не носам очила за сонце, а можам да видам како ми стојат различни модели. Ова е голема предност за класичните продавници, кои на секаков начин се обидуваат да избегнат клуч на врата, затоа што луѓето повеќе сакаат да купуваат преку интернет. Го гледавте Ньюс Флеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анита Шијакова од студиото во Вашингтон.